Спонзорот Цермат ви представува. Легендарните Чоканче по повеќе годишна пауза со концерт во Битола. Љубителите на класичната музика уживаа во концертот на Ристе Велков и Јанинка Невчева. Да помогнеме сите заедно да пронајдеме дом за овие три пресладки кученца. Јапонската група Пирамидос ја преработија песната Брала мома капини. После долги години пауза на малата сцена во Битолскиот народен театар, битолчани уживаа во рок музиката на Чоканче. Велат дека по долгогодишната пауза, рокот се уште живее во нив и не се заборава. Им требало кратко време да се вратат во форма, по која ги паметеле нивните фанови, а најмногу им недостигал контактот токму со публиката. Па еве испадна прилика јас да дојдам во септември овде да се видам со сите нив. Се слушнавме и пред тоа се договоривме дека ни фали свирката. И се собравме, почнавме да пробваме со помош на Владко и Иле. Успеавме некако за 2 недели да направиме нешто и денес сме спремни тоа да го покажеме. Колку ви недостигаше самата група, самите концерти, самите настапи со оглед на тоа што бевте доста слушани? Па една ваква пауза што ја направивме од толку години, секако дека ни недостигаше оној жар што го имаше, што контактот со публиката, што ги сакаа песните, фановите на Чоканче. Беше ли тешко повторно да се влезе во шема? Тоа е како некоја работа што си ја правил многу време, си ја подзаборав, малце ке се подсетиш и после нема проблем. Значи рок-н-ролот бил во нас од секогаш, така да и сега не ни беше проблем и требаше само кратко време за да се вратиме на не знам да речам на еден стандард што ги имавме порано. Тоа е исто како кој ќе научиш еднаш точак да возиш и возиш секогаш. Знаеш како? Но си имаш дома CD и ќе си слушаш исто како да нон-стоп си во игра. Во тек. Нормално, фала Богу, да. Да ловиме на нашите гледачи како изгледа пробите после толку долго време. Па пробите помина во најдобар ред. Битно е дека се собравме сите, да искористиме енергијата што сме пак, да речеме, поставата таа што направи најмногу на Чоканче. Мислам дека супер ќе се поминиме, редно е да направиме на свирка и со палјачо заедно нормално. Тој подолго време знаете во Америка, баш ни беше кеф сите да се собериме она што бевме, значи што ги снимивме албуми сите тие работи. Мислам дека се супер ќе помини, битно е да имаме добра свирка вечера. Како беше да се соработува со една сепак култна битолска група? Па супер искуство, значи ние пораснавме со музиката на Чоканче и нормално сега чест ни е да работиме со тие музичари. Што значи самата соработка за вас? Самата соработка? Искуство со постари музичари, како што кажа Владко. Тоа е добра работа. Ајде малку да ги подсетиме нашите гледачи како започна цела приказна со Чоканче Новадан. Фактички го обележав на крајот на тогашната стара битолска рок сцена, која правеше многу добра музика, меѓутоа не и добри концерти и добри песни. Ние бевме некоја разлика на нив, затоа што ние не сме кузне колку добри инструменталисти, меѓутоа како група не му се плашиме на никој. Значи одевме на песните, на живата свирка, контактот со публиката, фактички се она што го правевме во паркот, кој ќе се беревме, знаеш, со цело друштво и со тие речи го песниши и пеевме, фактички едно продолжение до ден денес на тоа дружење. Пред се ни е дружењето со сите околу, со публиката, со другите групи што свират и резултатите сами си идат. Што би им препорачал на оние кои допрва започнуваат токму да влегуваат во тајните на рок музиката? Ако навистина сака да свират и ако имат вистина желба и ако го сакаат рок-н-ролот, треба да свират и исто како нас да одделат многу време, многу сати, многу расправија, многу кавги. Значи се она што го носи она заедничкото од 4-5 души. Значи нон-стоп да се пробва и да се излева пред публика. Публиката е таа што ќе кажи дали чиниш или не чиниш.
Нивното име потекнува од малото шишенце чашка за ракија, кој се нарекува чоканче. Првиот настап го имале на гитаријадата во киното Партизан во Битола во 1983 година. Врвот на својата активност го доживуваат кон крајот на 80-тите и особено во почетокот на 90-тите години. Во својата 20-годишна кариера, бендот успел да реализира еден двоен албум, Чоканче 1 и Чоканче 2. Биле и предгрупа на Дивјо Јагоде, Ривља чорба и Бајага. Присутните битолчани се потсетија на старите добри хитови на легендарните Чоканче. Љубителите на класичната музика викендов има можност да уживаат во концертот на баритонот Ристе Велков во пијано придружба на Јанинка Невчева во Центарот за култура. Инаку Велков е роден во Скопје, каде го завршува средното музичко училиште во класата по соло пеење на професор Николовска, а дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Милка Евтимова. Магистрирал во 2011 година на истиот факултет во класата на професор Билјана Јакимовска. Во периодот од 1995 година до 2000-тата основите на оперското пеење ги стекнува и изучува кај тенорот Гога Трајанов, се надградува кај Стојан Стојанов Ганчев во Загреб и кај светски познатиот баритон Николај Херлеа во Букурешт. Од 2001 година специализира и се усовршува во приватното оперско студио кај легендарниот баритон Стојан Попов во Софија. На интернационалната сцена дебитира во улогата на Жорж Жермон во операта Травијата во Бургас во 2002 година. Настапувал на истакнатите фестивали Охридско лето, Скопско лето, Мајски оперски вечери. Репертоарот на Ристе Велков ги вклучува улогите на Грофот Луна во Трубадур, насловната улога во Набуко, улогите на Маруло, Монтероне и Риголето во истоимената опера, Енрико во Лучија ди Ламермур, Дон Карло во Моќ на судбината, Мазето во Моцартовиот Дон Джовани, Валентин во Фауст, Вангел во Илинден од Кирил Македонски и многу други. Овие три малечки кученца се оставени на улица, а нашата екипа веднаш по дојавата отиде и ги сними со цел да ги вдомиме побрзо. Кучињата ќе бидат со среден раст, се уште се хранат исклучиво со течна храна. Во акцијата за побрзо вдомување се вклучија и членовите на Сдруженијето за заштита на животни и животна средина Мали херои. Да помогнеме заедно да им најдеме топол дом на овие кученца. Момците од јапонската група Пирамидос направија одлична преработка на македонската народна песна Брала мома капини. Во спотот има кадри од македонска свадба на која присуствуваа неодамна и од нивниот настап во Македонија, а се вее и македонското знаме. Инаку Пирамидис е група од Јапонија кои во рамките на својата балканска турнеја неодамна го посетија и нашиот град и ги забавуваа битолчани во кафе бар Портаджес. Група препознатлива по обработката на песната Мастика пред неколку години, која беше актуелна на YouTube и социјалните мрежи, но и неколку други песни. Самите истакнуваат влюбени се во македонскиот ритам, кој го изучувале сами неколку години, а доста тежок им бил 9-осминскиот, но со доста вежбање го научиле. Јапонците обожавале да играат на македонска музика. За крај, слушнете дел од преработката на Брала мома капини.